Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Имаш ли браќа и сестри? Се согласуваш ли со нив или понекогаш се карате и си кажувате лоши зборови едни на други? Вистина е, можеме да научиме да се согласуваме едни со други. Во семејството на Јаков се уште го немаа научено ова. Расказот за нив е во Библијата. Замисли само, во едно семејство имало 12 браќа. Се случувале многу нешта. Доста ми е од ова. Јосиф секогаш го добива најдоброто. Никој ништо не му вели на овој предавников. Ние се измачивме од работа, а татко не му дава што ќе посака. Тоа расипано детиште. Дали го видовте новото палто што му го дадоа? Татко ни го сака повеќе од нас. Тоа не е честно. Браќата биле завидливи. Дали никогаш си размислувал или си зборувал како нив? Завидливоста во нашите срца има лоши последици. Тоа е како плевел што создава само лоши карактеристики. Љубомора, омраза, борба. Знам за себе дека најдоброто нешто што треба да се направи е веднаш да разговарам со Исус за тоа, а потоа да го замолам да ја земе завидливоста од моето срце. Браќата на Јосиф не го направиле најдоброто, да побараат прошка. Затоа нивната завидливост постојано растела. Го мразеле Јосиф и се однесувале кон него како да бил невидлив. На Јосиф му било тешко да се чувствува отфрлен во своето семејство, а згора на тоа да биде исмејуван, но тој не им вратил на ист начин. Бог му дал сила да го издржи сето тоа. Бог му зборувал на Јосиф во сон. Следното утро тој им го раскажал сонот на браќата. Сонував дека собираме жито и заедно ги врзуваме сноповите. Одеднаш, мојот сноп застана на средина и вашите снопови му се поклонија. Што треба да значи тоа? Да не сакаш да станеш наш крал? Потоа, сонував дека сонцето, месечината и 11 звезди ми се поклонија. Молчи, сонувачу, премногу се занесуваш. Ке било подобро Јосиф да не им каже за тоа што Бог му го кажал во соништата, зашто потоа браќата го мразеле уште повеќе. Дури посакувале да не живее повеќе. Можете ли да видите какви последици има завидливоста? Дури и таткото на Јосиф го карал, но тој не можел да ги заборави соништата. Што значи сето ова? Ке слушнеш повеќе во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!